Свесен дека нема да може да победи самостојно на локалните избори. Премиерот Заев најверојатно повторно помош за предизборна коалиција бара во партиите од албанскиот блок. Дел од аналитичарите билат разочарувањето на граѓаните е големо и тоа ќе одземе значителен дел од гласовите на СДСМ. После сето она што се случи, народот, па и самото внатрешленство е разочарано тотално. Единствениот спас да некој победи, а однапред веќе да се резервира картата за учество во власта како победник, е да коалицира со некого. Тука Заев повторно е губитник, затоа што тој на албанците, за да бидат негови сериозни и сврсти партнери, мора да им даде и јаве и паре, викаат народот. Значи, се зависи од тоа што ќе му бараат албанците. Иначе многу лесно може да си направат само еден обичен свич и Зоран Заев и цела тајфа негова да иде во историја. Дел од експертите се децидни дека доколку се прават предизборни коалиции, не треба да се потцени моќта на албанската и македонската опозиција. Но Заев сам, без друга партија, тешко дека ќе издействува победа. Зоран Заев и СДСМ самостално, без коалицирање со никого, може да победи. Народот има една шеговита поговорка, а тоа е кад се мајмуни буду шишали. Ако бидеме реални и на минатите избори СДСМ изгуби, ако ги екстрахираме гласовите на Беса на минатите избори, реално победи ВМРО. Дали ќе коалицира предизборно, Заев рече ке се знаело на месец дена пред избори, но испрати повик и порака за соработка. Се уште е рано, кога ќе ги донесеме одлуките на нашите состаноци, веднаш ќе ги соопштиме. Но тенденцијата ни е сплотена, единствено, заедно. Во духот на едно општество за сите, секогаш да настапуваме и уште сега го испраќам по повикот на соработка. Соработка предизборна, соработка послеизборна, затоа што ни соработката, ни единството, ни сплотеноста ќе можеме да постигнеме и поголеми успеси. Инако СДСМ во 2017 година дојде на власт со помош на гласовите на ДУИ. Председателските избори ги доби каде заедно повторно со ДУИ го предложија Пендаровски за претседател на државата. А изборите во 2020 ги доби благодарение на предизборната коалиција со Беса.